Замислете само за момент. Сите тие белешки од предавања, сите PDF документи, книги, се тоа да може да се претвори во совршен водиш за учење. И тоа, пази, со само еден клик. Епа, со Notebook LM, тоа не е само замисла, туку е реалност. Значи, оваа алатка буквално ги зема сите тие материјали и ги претвара во нешто организирано, лесно за разбирање, баш скроено како што треба. А најдоброто од се, поставувањето е прелесно. Ајде да видиме колку е едноставно. Добро. Значи, процесот е навистина брз. Се работи за само 3 чекори. Прво, се оди на страната notebooklm.google.com. Второ, се најавувате со постоечката Google сметка. Знаете таа што веќе ја користите за се. И трето, само кликате Create New Notebook. И тоа е тоа, внатре сте. И гото. Од тој момент веќе имате свој личен партнер за учење. Тоа е како да имате моćен асистент на располагање, кој е тука да помогне да се учи попаметно, а не понапорно. Сега тука почнува вистинската забава. Што се може да се прави? Може да се сумираат огромни лекции и книги за неколку секунди. Може да се креираат персонализирани водичи за учење. Може дури изворите да се претворат во аудио. Замислете, го слушате материјалот додека сте во автобус. И секако, може да поставувате директни прашања и да добивате одговори веднаш од вашите материјали. Значи, сега е време за истражување. Прашањето е, што ќе биде првото нешто што ќе го создадете? Навистина е време да се открие колку моќно Notebook LM може да го смени целиот пристап кон учењето. Здраво! Вака изгледа почетниот екран на апликацијата Notebook LM. Како што можете да видите, јас веќе имам отворено повеќе тетрадки, односно notebooks на различни теми. За да ви објаснам како функционира апликацијата, ќе одиме со фокусирање врз една конкретна тема. Во случајов, нека биде тоа управно право, односно administrative law. Сега се наоѓаме во тетрадката административно право. Како што можете да видите, тетрадката е составена од 3 главни делови, односно 3 главни колумни. На лева страна колумната Sources, во средината колумната која што е означена како Chat и на десна страна колумната Studio. Да се фокусираме на делот од тетрадката кој што е поврзан со изворите. Како што можете да видите во оваа лева колумна, тука се содржани вкупно 15 различни документи, односно извори. За да додадеме нов извор, одиме на копчето Add во колумната Sources. Откако ќе притиснеме на копчето Add, го добиваме следниот диалог. Значи, можеме да аплодираме документи од нашиот компјутер или пак, како што гледате долу, можеме да аплодираме и да закачиме документи од Google Drive, веб страна, линк до веб страна, видео од YouTube. Како што кажавме за начинот на кој што можеме да аплодираме нови извори, односно sources, многу едноставно можеме и да отстраниме некој извор доколку сакаме. Одиме значи во делот sources и еве со поинтерот, значи одиме врз трите точки пред името на изворот, притискаме и ја избираме опцијата Remove Source. И тогаш тој извор ќе биде избришан. Сега да видиме еден конкретен пример на употреба. Значи, на лева страна ги имаме изворите и како што гледате сите се штиклирани, значи дека четботот ќе ги земе сите извори во предвид. Доколку сакаме некој извор да не земе во предвид, ќе ги дештиклираме сите на овој начин
и после ќе го селектираме само изворот кој што сакаме да го земе во предвид. Но еве сега, за да покажеме како функционира, ќе ги штиклираме сите. Во чет полето, значи на средината, одиме во диалог прозорецот каде што треба да внесеме текст и го пастираме следново прашање. Значи даваме задача, кога ќе поднесеме некое барање до општината, во кој рок општината треба да ни даде одговор. И притискаме Enter и чекаме одговор. На ноутбук LM му треба известно време, нели, за да ги провери изворите и за да ни го даде одговорот. Еве го одговорот, да го разгледаме. Значи, ноутбук LM ни вели дека кога ќе поднесеме барање до општината, која што се смета за јавен орган, значи, рокот за одговор зависи од природата на барањето. Добро. Еве ги клучните рокови за решавање на управни работи, доколку вашето барање иницира управна постапка, каде што општината одлучува за вашите права, обврски или правни интереси, основен рок во прв степен на управната постапка е 30 дена од денот на нејзиното поведување. Гледате овде дека имаме некои бројчиња, еве кои што ги покажувам со поинтерот. Што се овие бројчиња? Овие бројчиња алудираат на извор од листата на извори кои што ноутбук LM го земал предвид и прави референца, односно ви покажува од каде го земал предвид тој податок. Овде, значи, вика дека рокот е 30 дена. Ајде да видиме, кликнувајќи врз изворот, од каде ноутбук LM добил идеја дека 30 дена е рокот за доставување на одговор. Кликнуваме на бројот 5, односно изворот, и во левиот дел, во делот кај што беа наведени изворите, ни се отвара конкретниот извор врз основа на кој се повикува ноутбук LM во одговорот. Во овој случај тоа е книгата Административно право 2, каде што пишува, еве, во членот 94 став 1 од Законот за општа управна постапка, се спомнува рок од 30 дена од денот на нејзиното поведување. Значи, ноутбук LM конкретно ни наведува еден извор каде што се спомнува рокот, но еве тука имаме и други некои извори. Ајде да кликнеме врз нив да видиме. Добро, исто повторно се повикува на книгата Административно право, да видиме изворот 7, на што се повикува тука? Тука се повикува на Законот за општа управна постапка. Значи, на кој член се повикува? На членот 93. Еве го, конкретно ни го дава. Истиот тој член кој што беше спомнат и претходно во книгата. Значи, од листата на извори, еве да се вратиме, од листата на 15 извори, ноутбук LM ги консултирал овие 3 извори, книгата Административно право и Законот, и врз основа на тие извори ни го дал заклучокот дека рокот за одговор е 30 дена. Значи го имаме одговорот од 30 дена како рок во кој што треба да ни се општината да ни достави одговор, но доколку ја исклучиме, односно излеземе од оваа тетрадка, ќе го изгубиме овај одговор. Како да го зачуваме овај одговор за да ни користи во иднина? На тој начин што ќе одиме до крајот на текстот на одговорот и ќе ја притиснеме командата Save to Note. Како што можете да видите на десната страна, значи одговорот што го имавме овде ни се трансформира во Note, која што ќе остане во програмот и откако ќе го исклучиме програмот. Еве, за да видите за што станува збор, ќе излезам од оваа тетрадка.
еве се наоѓаме во главното мени и еве пак повторно ќе влезам во истата тетрадка. Како што можете да видите во делот каде што беше претходно одговорот, нема ништо кога повторно ја активиравме тетрадката, но еве овде во делот каде што се белешките, значи е зачувана нашата белешка за рокови за одговор на општинските барања и нејзе ќе можеме да си ја користиме и во иднина. Доколку некоја белешка не ни треба во иднина и сакаме да ја избришеме, едноставно ќе одиме на менито со 3 цртки и ќе стиснеме на Delete и тогаш таа белешка ќе биде избришана.